19 август е светскиот ден на фотографијата. По тој повод ја поканив мојата денешна соговорничка Ерина Богоева, која што е професионален фотограф, да зборуваме за фотографијата, да го одбележиме овој ден, но и да слушнеме како во ова време на брза технологија, во време на вештачка интелигенција, се снаоѓаат фотографите, колку тоа може да ви помогне или одмогне. Добро утро, Ерина. Добро утро, Бисера. Така. Во време кога имаме вештачка интелигенција, но имаме и телефони со најдобри камери, со 3-5 камери, не знам веќе колку многу камери, сите ние стануваме на некој начин фотографи во наводници. Меѓутоа, пошто се издвојуваат оние професионални фотографи како што сте вие, кои што сте го учеле тоа, сте го студирале, сте вложиле време, како се разликува фотографијата, оние фотографи кои што сликаат професионално и ние кои што правиме секојдневно селфиња по 100 на ден? Па се има голема разлика помеѓу луѓе кои нели само фоткаат снапшотс и луѓе кои што прават навистина фотографи. Луѓе кои што фотографираат снапшотс сме сите, дури и јас, нели, нормално, нема се да биде уметнички дури и кај мене. И тоа не е ништо лошо, значи сите сакаме да си ги обележиме моментите, сите сакаме да се видиме денеска колку сме си убави, да си направиме селфи, да тоа ни остане во сеќавање, но вистинска професионална фотографија нели мора да следи некои правила за композиција, за боја, за светло, за да можеме да наречеме професионална. Сега имаме нели фотографи кои што ќе се занимаваат со фотографија само на аматерско ниво, односно само од љубов. И тоа луѓе го сваќаат лошо зборот аматер, а не е воопшто лошо, бидејќи баш буквално се луѓе кои што се занимаваат со нешто од љубов. А професионални фотографи се веројатно истите оние аматери, само што ги плаќаме нели за да го работат тоа. Јас сум вложила повеќе нели во знаење, во пракса. Па да, најмногу е во пракса, јас би рекла, бидејќи јас лично сум самоука, немам учено ништо, немам одено на курсеви, имам учено од мои постари колеги кога почнав да се занимавам со тоа. Во мое време, бидејќи јас сум малце постара, немаше такви YouTube туторијали како што има сега и TikTok и Instagram се. Ама за среќа имав навистина многу добра генерација на постари колеги кои што има нели трпение да ме воведат во некои од тие основи. Така. Се наоѓаме некаде кај студентскиот дом Гоце Делчев во главниот град, еден од правците на фотографијата која што ја фотографираш ти е брутализмот. А една од тие градби е токму и студентскиот дом, тоа е насоката брутализам. Кажете ни повеќе малку за брутализмот, за каква насока во фотографијата станува збор? Денеска сме и на една од моите омилени локации за фотографирање. Мене до душе прва љубов во фотографијата ми беа портретите и затоа и почнав да се занимавам со фотографија, но понатаму сватив дека и архитектурата ме влече многу и од 2012 го покривам брутализмот првично во Скопје, понатаму и низ Македонија. Бидејќи имаме многу искрено што да понудиме од тој тип на архитектура, нели после земјотресот во 63-та Скопје е изграден во тоа што било најмодерно во тоа време, а тоа е брутализмот. И затоа имаме нели многу од тие градби, особено во Скопје, а понатаму и во цела Македонија со големи градби како што е Македониумот, како што е Костурницата во Велес, Костурницата во Кавадарци. Значи имаме многу такви. Низ цела Македонија баш такви зданија и баш ми беше интересно да ги документирам, бидејќи не сите ги имаме документирано како фактолошки, ама не ги имаме документирано уметнички до сега, така што тоа почна да си го работаме во 2012 па наваму и се уште наоѓам инспирација во таа тема. Така. Значи, ако треба една дефиниција да им кажеме на гледачите за правецот брутализам, тоа се градбите по 63-та година кои што се направени? Брутализамот се карактеризира со користење на натурбетон, ова што го гледаме тука и во оваа зграда, значи тоа е најкарактеристичната работа и чистите геометриски линии кои што можеме да ги видиме во градбите. Значи нема да видиме некои лакови, нема да видиме некои не знам, столбови од како неоромантицизмот, како барокот, него ќе имаме појасни, по геометриски форми и нормално натурбетонот ќе го покрие целото тоа. Така. Добро, нешто ново да научиме ета и за овој правец во фотографијата. Веќе кога сме кај брутализмот и како добар, одличен фотограф со долгогодишно работно искуство, ако треба да се представи Македонија или Скопје, можеби пред светот со една ваша фотографија, кое место би го одбрале да направите фотографија, да речете ева, ова е мојот град или ова е мојата Македонија, една локација? Јас веќе имав
дел од ова е изложено во Vogue Милано во Италија во 2021. За жал заради пандемијата не стигнав да си отидам на изложбата. Ама таму ги представив токму студентскиот дом Гоце и телекомуникацијскиот центар и старата пошта на Јанко Константинов. Тоа е моето, субјективно мислење како јас би ја представила нашата земја. Иако нашата земја има толку природни убавини, имаме места како Канео, имаме места како Куклица, имаме места како дури Козијак, што ни е блиску до Скопје, кои што би можеле да се направат фантастични фотографии. Ма јас не сум баш многу ленски фотографи, имам колеги мои кои многу подобро го работат тоа, така што тоа би им го оставила ним. Јас ќе се представам со брутализмот и мислам дека тоа ми е доволно. Така, тоа значи дека не сте чекале некогаш изгрее сонце да се појави да направите одлична фотографија или зајди сонце или можеби некои други елементарни непогоди како што чекаат фотографите. Тогаш најмногу се истакнуваат кога ги има тие и елементарни непогоди. Знам и не време да фатат убаво, дождот да го фатат или не знам ветрот и така натаму. Сте имале ли такви ситуации кога сте чекале со часови да се погоди времето или да добиете онаа фотографија која што очекувате да ја добиете? Па не би рекла, јас не сум благословена со такво трпение, најискрено, како личност. Мои колеги како Боби Кузмановски, например, кој што ја фотографираше месечината и сонцето низ целата година, Боби има трпение да го прави тоа. Велијан Јагев, кој што ги фотографира птиците низ Македонија, има трпение да се скрие во една грмушка и да чека со саат и да го улови точниот кадар од точната птица. Сум чекала точно светло, не е дека не, ама не можам да кажам дека тоа траело часови или дека намерно баш сум бркала некоја елементарна непогода. Обично кога се елементарните непогоди сакам сум внатре. Ама не, сум чекала точно светло. Кога ја работев мојата монографија баш за брутализмот низ Скопје, неколку пати ги поминував градбите за да видам во кој дел од денот најубаво изгледаат, во кој дел од годината најдобро изгледаат, дали зимско сонце, летно сонце, бидејќи има разлика. И така што окей, сум имала трпение, ама неколку некои. Јас ви благодарам за одвоеното време, научивме малку повеќе за фотографијата. Нека ви е честит светскиот ден на сите фотографи кои што професионално се занимавате и да се гледаме за убави работи, убави спомени кои ќе ги овековечиме со апарат. Фала ви за поканата и фала ви за шансата да поразговараме на мојата умилена тема.